Текстилниот кластер бара враќање на нормата како услов за минимална плата. Тие сметаат дека укинувањето на нормираниот учинок е проблем кој би можел да резултира со отпуштање на работници и со намалување на производството. Нормата како услов за исплата на минимална плата, Уставниот суд ја укина на почетокот на месецот по иницијатива на синдикатот. На овој начин беше истакнато, тогаш се овозможува правна сигурност во примената на законот за минимална плата и исплатата на минималната плата за сите работници во државата. Според Сдруженијата на текстилци, нормираниот учинок беше средство за манипулација со минималната плата во дел од компаниите и тие неколку пати укажуваа на тоа. Иако имаше ветувања дека минималната плата ќе биде без нормиран учинок, сепак на крајот кога дојде на собраниска седница, кога дојде време за одлука, нормираниот учинок влезе сепак во законот и е голем проблем. Еве сега, конкретно, таму каде што се даваше помала плата, гледаа да избалансираат со се прековремени сати, со се празнични дневници и слично, пуштаат 12.000. Дел уште се враќа, мал дел се уште се враќа плата, дел од плата на работодавачот. Непол месец подоцна, сопствениците на текстилни компании излегоа со став дека ваквата одлука крајно лошо ќе се одрази врз опстанокот на текстилната индустрија, која е пред колапс. Тие не само што побараа враќање на нормата, туку инсистираат и на итна помош од државата. Ние она што го бараме цело време, различен пристап, на кој начин ќе се тоа формулира, како ќе се изведе, меѓутоа за трудоинтензивните гранки да се ослободат дел од придонесите и да се пренасочат во джебовите на работниците. Тоа значи дека целиот износ нема да биде загуба за буџетот на Република Македонија. Дел од нив ќе се вратат преку ДДВ-то. Инаку, неодамно од владата текстилците добија ветување за државна помош за автоматизација со добивање на повратни инвестиции без зголемување на вработените, помош за зголемување на платите и целосни реформи во образованието кои ќе го вратат интересот за текстилните струки.